Добре, ми дојдовте во нешто конкретно. Денешнава емисија ја започнуваме со фразата "Сите мажи се исти" и ќе се обидеме да дознаеме дали оваа фраза е клише, е вистина, е нечива фрустрација, е нечива душевна болка или е едноставно глупост. Слушайте внимателно, ќе дискутираме, ќе коментираме, ќе заклучуваме, а вие внимателно слушајте. Немој после не сам знајала. Само нека прозвучи нешто конкретно. По кои манири, односно по какво однесување се препознаваат различните, односно идеалните мажи. За своите животни искуства, а се со цел да помогнат во лечење на нечива душевна болка, заблуда или пак да направат некој на прогледа, ги најавувам моите денешни гости. Никола Пановски, доктор, сопруг и татко на 5 деца. Елена Велевска, жена, мајка, пејачка. Виктор Апостолов, битолскиот супермен и несудениот представник на Евровизија. Девојката со најтешко име за изговарање, Пуликсенија Јовановска, каратистка. Добре ми дојдовте. На почеток, значи да размрдаме со по едно прашање, може? Може. Што сакаат повеќе жените, супермени или Кларк Кентови? Мислам дека Кларк Кентови поќе сака. А зошто? Не знам, тоа е некој Затоа Да го што не трефнеме. летаат во облаци. видиш. Ке видиме. Видиш? Елена, дали жената може се? Ако науми, сигурно дека може. Ми се допаѓа. Доктор Никола, дали владе епидемија на силни жени и помалку храбри мажи? Па не знам дали владе, дали епидемија, инаку дека одиме натака и да, одлично искуство од дома кај мене тоа. Ке прашам за домови. вакцина, ама малку подоцна. Добро. Полексенија, кажи ми, дали се плашат мажите од жени каратистки? Храбар маж, ни од балерина, ни од каратистка не се плаши. А кога ги испушта каратистка, тој познатиот звук да слушнам како звучи и дали можеш да му кажеш не? Па пред да се испушти звукот, сигурно знае дека не. Добро, баш ми е драго. Одлично опуштено, можеме да започнеме. Значи, темата ни е "Сите мажи се исти". Кога ќе изговорам оваа фраза, какви чувства буди кај вас? Ајде, Викторе, да слушнам. Така ти доаѓа ли машкоста некаде одвнатре? Види, јас многу обично не се замарам кој збора што збора и кога ќе речат сите се исти ми е како исто ко на жените кога му речат сите се исти, а не значи ништо, така што за мене збороите се зборои. Обично луѓето што го велат нештото поќе кажуваат нешто за нив отколку за тие што сакат да го. Сакаш да кажеш го дека ние обяснат. жените сме исти? Не. Сакам да речам кога ќе кажат луѓето нешто, било што, пример чашата е црвена или ако речеме дека е Седиш до зелена моментално. прилепчанка. Од другата страна имаш и друга прилепчанка. Не е проблем, ние битолчани сме одлични джентлмени кои се работи за вакви муабети. Да, за пред камера. Докторот ќе притекне во помош. Какви чувства кај вас буди таа реченица? Сите мажи се исти. Го чувствам како така, една блага навреда. Се извинувам. Блага навреда, бидејќи кој ќе ви каже дека сте исти со другите, друга да ви каже дека сте исти со, не знам, таму, Кевин Костнер или не знам, некој пејач и така натаму, и тоа кој ќе каже сите сте исти, тоа е едно, што знам, како за политичари, кажат сите се исти, тоа е погубно за државата. Не викам дека не се исти, меѓутоа погубно е ако народот така тоа го свати. Така да не се исти мажите, ја ќе кажам, биолошки, поголемиот број сепак, мажи сакаат жени. Меѓутоа имаме мажи што сакаат мажи. Имаме уште помал број мажи што сакаат и мажи и жени. Значи, природата го направила од раѓање да не се исти во гените, да не зборам многу други карактеристики, бидејќи треба кратко да одговарам. Така да е По тоа. однесувањето, мислам дека најмногу се алудира на тоа дека сите мажи се исти. Елена, ти кога си изговорила таа реченица? Сите сте исти. Не сум ја изговорила, бидејќи јас се согласувам со мислењето на докторот дека се различни, треба само да најдеш сродна душа. И она што тебе те исполнува кај мажите. Пример, јас многу сакам оригинални мажи, кои што не се лицемерни, кои што
освојуваат со бонтон, со култура, кои што знаат да почитуваат жена, како што заслужува секоја жена. Значи, секој со своите манири. Ништо, ќе откриеме во текот на емисијава и како да ги пронајдеме тие различните, односно идеалните. Ајде, да те слушнам и тебе. Си кажала некогаш, сите сте исти? Мислам дека не сум кажала. Имаш време, млада си. Не го мислам тоа. Вака кога ми го поставаш прашање, размислувам, имам навистина мое мислење дека имаме зрел маж и незрел маж, според мене. И тоа не е во годините. Значи, барем за мене тоа да јас така го гледам. Ако постојат зрели мажи кои што имаат став и немаат его, и незрел маж кој што има премногу силно его, а нема став. Истото го мислам дека и кај жените особина, и кога ќе ги земам како целина дали сите се исти, не постои на светов ист човек, ни карактерно, ни физички, така и во реченицата за мажите. Може да биде, значи, Според мене- фрустрација тоа сите мажи се исти, некоја жена Дефинитивно. изфрустрирана. Може да така му се погодило, не можеш да знаеш. Да, не можеш да знаеш. Значи имаме сите имаме некакви ситуации во животот што ни се случуваат. наведуваат да кажеш. И затоа вика убаво вика, значи не мора да е човек возрасен за да мислам во години за да биде сериозен маж. Значи сите ние доживуваме работи во текот на животот што не градат како личност. Сега какви личности ќе ти се погодат во животот, тоа е веќе Умно збори Прилепчанка, ваа Битолчанецу. умно збор. Не смеам да речам поинаку со каратето. Ризично. Мудро ќе си молчам. Што треба да направи мажот за да му поверувате во реченицата ама ја не сум таков, знаеш? Не треба ништо маж да кажи за да му поверуваш. Мислам, Не треба да се треба се правда. гледа во акциите, не во збороите, според мене. Значи дела не зборови, доктор Никола. Баш. Па самото искуството тоа, ако што го вика? чуе од жената, не знам дали воопшто треба да му каже. Дефинитивно. Ама ако многу му значи, сепак нешто треба да смисли, меѓутоа со делата. Треба да ја каже кај времето ќе покаже. Понатаму, Значи, со дела. кој е исти и така натаму. Ја може да влеземе расправа за тоа што сум, што сум. Мислам дека таа фраза останува од кај младите луѓе. Пред да се земат, пред да се брак, дека мажот владеат нагони, страста и дека главната цел му е да легне со жената. така. Па заради тоа ја лаже и потоа ја остава и така натаму. Во тој смисол, мислам, најмногу се употребува Додека ја улови. Да, додека улови, сите мажи се исти. Во тој смисол. Така. Сега тоа било наше време, сега не знам кој кого лови. Така. Се сменија работи. Јас имам 5 деца, едните се мажи, немите им сина 20 години, ракометарец, годен е многу и гледам дека него Го бркаат. бевме во странство нешто. Јас службено па го земав, него го канеа да игра. Се смени. И што е најважно ги одби. И мајка му ќе го убиеше. Кажувај како ти пришол некој дечко, а баш онака не се одветен начин. Што зборевме за косата? Има многу лоши придувања. Прво, многу сакам да кажам, маж што кажува јас не сум тоа, сигурно е. Така да маж што не е тоа, не ја изговара. Ете, тоа е точниот одговор. Значи, Така, маж што не е некаде- таков, никогаш нема да Да. изговори таа реченица. Апсолутно не без... А за лошо придување, не знам, најлошо е гледаш дека сака, не приоѓа. Тоа не е полошо тоа. така? Кога тоа се мислам дека Нема тоа е најлошо, сигурност. пошто се осеќа не И што му викаш, несигурноста. дојде ваму? Па не му викам, Или ако со нема кој став? храброст да Со дојде, овој речи дека став? не дојде. Ке дојде. Добро, тебе кој најлошо ти пришол? Има некој кој што изговорил некои лоши зборови или некако да прииде, а баш да не биде со одвет? Не можам да се сетам. Едноставно немаат храброст да придат кон убава жена. Можеби немаат доволно самодоверба, а сето тоа укажува на несигурност, што кај тебе ствара дополнителна несигурност дали да бидеш со таков човек. Си клима со главата. Виктор е несигурни, Па, вика знаеш, дека идеш. се мажи. Доктор, јас мислам дека на почетоков тоа стварно ќе преминем во епидемиски размери. Одлично искуство. Убо кажа докторот, натаму е тргната работа. Го дајте да спречиме дуре време. Тогаш, ајде, време е да креираме еден идеален маж, ако може, да одбереме. таков. Значи, јас имам карактеристики, вие ќе треба да одберете 3 карактеристики кои што на вас ви се најбитни, односно, вие мажите,
ќе треба да одберете нели исто 3 карактеристики кои што вие смитате дека се најбитни нели кај жените. Јас ќе ви поделам ливчиња, а нашиот драг колега значи ќе ги испише на екран сите тие карактеристики кои што вие ќе треба да ги одберете. Така да повелете, Ние за значи жените 3. одбираме или за Не, исто мажи ќе се Кои ви се бирате најбитни? натаму. Да, кои 3 карактеристики ви се најбитни поделате натаму? За мажите Така, сега. за мажите. Барам идеален маж, значи кој што ќе биде различен, за да им помогнеме на гледачите кога ќе бираат што е битно. Дали можеме да почнеме? Ајде, кои 3 карактеристики, Елена, може од тебе? Може, Кои ти да. се 3 карактеристики кои што се најбитни за тебе? Ајде. Мене ми е многу битно да биде добар домајчин, со оглед на возраста која што ја поседувам. Да биде верен и да биде и културен и да сака и деца. Ама едно Значи, само сега. Три вкуп. Ајде, нека Три биде вкупно. да сака деца. Многу сака ми е деца. поголема тежина ми има отколку да биде културен. Тоа би ќе го кажам. Одлично, добро. Виктор, Јас ти кажем право... не го бираш за себе, него рачунај дека Така, девојка така. некоја треба да ја препорачаш. Не го гледам искрен овде. Искрен? Да, некако искреноста ми е многу битна во животот, не знам оти. Сакам луѓе што се отворени, што немат онакво во... Епа верен имаш предпоследно. Верен, искрен, да, ако е верен, Добро, нема да еве биде... верен да речиме. Верен. Друго? Харизматичен обавезно. Аха. Значи не е битно ништо друго, ама харизма да има. Добро, и трета? И третото би било Ај добар љубовник да речиме, да за помладите малце да имат Богат, за што да се ништо. фат. Абе богат. Ќе го створат заедно богатството после. Добро. Докторе, повелете. Ја пред да избераме ќе ви кажеме како една мајка, може да сте го слушале, ама праќа порака и кажува на ќерката како да си најде идеален маж. И кажува дека има 5 правила. Првото правило е мажи да биде пријател, да може со него искрено да се поделат секакви работи, па дури и тајни. Второ, да биде харизматичен, духовит, забавен и така натаму, второ правило. Трето, да биде добар љубовник. И четврто, да финансиски обезбеди, односно да биде богат. И вика, петото правило е најважно. Овие четворица мажи меѓу себе никош да не ги запознаш. Така да не може све да изберем. Пораката нема идеален. Добро. Секој си има нешто, така да ја ќе одберам добар Близо до љубовник, идеалното. харизматичен Да и да најдеме сака ние деца. еден. Како? Да сака деца, харизматичен и добар љубовник. Да биде харизматичен, ова харизмава Добар нешто љубовник многу. и да сака деца. Добро, да сака деца, веројатно е и нели. да Златни биде врати отвара таа остајте. харизмата, ама привлекува и други жени и таа харизмата. Тоа е точно. А? Нанесува и страв. И нанесува и страх, гледаш? Затоа веренство е тука. Да по дома да биде харизматичен, надворно. По дома да си го чуваш. Надворно ако треба. Харизмата по дома си ја чувам. Ајде. Остави ја дома пред да излезеш. Храбар ми го нема, јас сакам храбри момици, верен и внимателен, ако треба тие. Да има смисла за хумор не го пишува, така да не знам дали во харизматичен Па, во спаѓа. харизматичен, Така да едно од Така го најбитните рачунам, правила. Така е. После храбар ја смисла за хумор и стабилност. Тоа и го има и во верен и во внимателен. Па добро одбравте, да. Океј, креиравме еден, останатите тројца ќе ги побараме. Понатаму, добро. Ви благодарам, Мислам, одлично. ова сега за мој годин не важи последно да е Така? добар љубовник. Зошто? Па, баш така ми кажа пријатели, вика, кој ќе пензија, вика, е најубава, добава за секс, како викам најубава. Па вика, слободен си, ти не можеш да разочараш. А вика, можеш да изненадиш. Кој знае? Демек си многу слободен. Човек кој е слободен може и стварно да изненади. Да, тоа е најдобро и позитивно. Изненадување позитивно. Одиме понатаму сега. Значи, до сега зборувавме само за мажите, не ги вклучувавме жените од тој аспект. Викаат дека како зрачиш, така привлекуваш, што значи таа фраза сите мажи се исти, си ја правеле само жените, заради тоа што они такви ги привлекувале. Дали тука има вистина? Демек цело време ми се лепат се едни исти. Може да делумно. Може да делумно. Не мора да значи. Не знам. Познавам луѓе, лично јас, што
Некоја малер девојка која што стварно се едни исти се на лепат? вистина не и се лепат, него таа ги одбира едните исти. Или тој, познавам и другари, знаеш. И после Стручнак, да, и после ќе се жали. Значи го гледаш човекот ги одбира напред и едни така исти. натаму, дефинитивно. А има луѓе што и така му се годи. Сега, кој како ќе му се погоди во животот. Не можеш да знаеш. Значи, Елена, ти си доживела така да привлекуваш се едните исти? Да. Да. Си имаш мак. Раскажуваме. Ајде. Раскажи, не за раскажувај. Тешки Тешки теми. Не, на сите ни се има случајно, барем еднаш два пати во животот да ни се погоди нешто слично, ама надежта е дека ќе научиме од тоа понатаму, можда. Добро, ајде. Не, како вика една моја пријателка, јас со сигурност вика тврдам дека секој нареден е полош од претходниот. Дали е битно како си облечен за да привлечеш таков маж? Или жена? Докторе? Битно е? Да, секако. Е па добро, како на пример, женава сака да привлече домаќин. Тоа што значи се со кецелјата и со ванглата треба да искочи у град, Кај мене не Никако. влијае. за да се представи дека е домаќинка? Кај мене не влијае надворешен изглед. Некако многу Ти со повеќе тоа плени кимоното човекот. кога ќе се облечеш. По кимоно кога ќе се облечам, морам само да бидам паметна. Не можам да кажам за жените дали привлекува. За мене можам да кажам дека до негде 40 кусур години сум остал жените да ме бират и тоа е лоша работа. Кога ја избрав последен пат, 21 година, со 3 деца во овој брак, сега сум. Треба човекот сам да избере, да знае што сака и а не дека некој конформистички таа ме сака, полесно ќе ми биде со не е точно. Треба да види да сакате особата. Треба да си одбере. Треба двајцата всушност да се сакаат. Двајцата да се сакаат. Во тој смисол дека можам да кажам. Инаку за ова исто има една ова е вистински случај. Има луѓе што сакаат домаќинка. Еден наш пријател го однеле у јавна куќа да не зборам, се у странство, бизнисмени големи, и он дошол, ама никој не бил таму. И вика, мора со нас, ние пиеме. И кога бирале, он ја одбрал не на шминка на некоја постара, најлошата, најнеубавата. И после у кафану ребе, кај ти текна така? А он домаќин човек, вика, по-домаќински ми изгледаш. Ама Ова е вистина, не е виц. Куќа ја нашол, така ли? Прескапи тоа е вистина. По-домаќински не се шминка. По-домаќински ми изгледа. Така, е сега има уште. Така да некој така бира, Така, гледате. да. Уште нешто има кај што ние жените обично се лепиме. Генерално викаат, нели, за да биде различен, односно да биде идеален, не би требало да биде швалер, нели, да оди по други жени и така натаму. Меѓутоа, ние жените некако се почесто такви не привлекуваат. Не знам. Се што не треба. Така, како што не треба. Се што не треба. Зошто е тоа така и од каде таа идеја дека ние можеме да го смениме мажот? Вас ќе ве прашам, а после вие двајцата ќе ми одговорите за каква жена сте спремни да се смените. Дали навистина бараме такви мажи кои што... Да, јас секогаш сум сакала нешто што е што зрачи опасност. Не знам, можеби сум јас таква по карактер или таква особа. Зрачам со опасност и ме привлекуваат опасни типови. И секогаш влегувам во ризик. Сакаш да го скротиш? Па, тешка работа дека ќе се скроти, но можеш да пробаш барем, да се обидеш. Не до степен дека тој ќе стани кроток како јагне, туку не се знае, со таквиот можеш и ти да бидеш уште поопасна. Аха, добро, значи сега си во фаза на барање на опасен? Тој претходниот не беше многу опасен. Кој претходен? Не знам. Си извинувам. Тука ќе сечеме. Готово. Ајде, да слушнам, значи, твоето мислење. Дали навистина бираме се некои кои што се, нели, или се недостапни толку лесно, или сакаме да ги смениме? Мислам дека човек не се менува, таков е, или го прифаќаш или не го прифаќаш. Значи буквално нема средина. Можеш да направиш кратки промени со разбирање и толеранција, или дека можеш да смениш човек или да го направиш да биде од опасен мирен или од мирен опасен.
Мислам дека Тоа заборави. А со карате да пробаш да го средиш Не тоа? можеш никако да го смениш човек, Никако. таков е како што мене сметам за себе дека никој не може да ме промени, таква сум се градила низ годините. Не сме на телевизија да кажи, иначе со карате може. Не сме јавно на телевизија. Не сум сменила, ниту па ми е тоа некако убава кога ќе каже некој јас го променив. Не е за пофалба, не треба никој човек да се менува, секој треба да има слобода да Да го размислува прифати и да се- оригиналниот, зашто подоцна Да. ќе е многу тешко. Не е ни убаво ако не е оригинален. Дефинитивно. Зошто тоа Кога ти изгледа харизмата на видело кој ќе се пушти. Тоа е проблем. Ги се рашита харизма. Да, на меѓународ харизмата. Да слушнам, за каква девојка си подготвен ти да се смениш? И дали Види, Абе нема Се- видео, ајде се 5 секунди, сложувам. за 5 секунди. секунди за 5 кажи. секунди. не можам јас за 5 не врни секунди. од Прилеп, слушај, од Прилеп на кај Битола до Скопје. Ние битолчаните slow motion сме, не можеме за 5 секунди. По се? Во се, буквално. Сакав да речам, факт е дека луѓето се такви какви што се, ама и факт е дека за да опстое една врска, барем според мене, мора да има разбирање меѓу двајцата. Значи, се и убавината врви и све врви, се е во ред, ама ако немате едно основно разбирање дома, ништо никаде нема да оди. Може да ќе оди до негде, ама толку ќе биде. Така што Ќе се смениш или нема да се смениш за некој ако те збудале, ако ти го земе срцето, ако... јас мислам дека константно се менувам. И мислам дека барем се надевам дека се менувам на подобро и дека растам со времето. Со менувањето на Па види вака, од минатата емисија си сменет. Така, малце. Подобро. Многу нешто пробам да филозофирам денес. За жените Не, беше иначе- прашањето. иначе- Прашање што Иначе- ни ќе се иначе- смениш ли? Иначе не ги менувам, само не можам да именувам се, иначе сум во врска некое време. Сега се ни е јасно. Да, мислам дека одам на подобро вака како човек сад. Значи успеала да го смени. Успеала да го Да. смени и му рекла пази што збориш во емисија. Не. Кажувај завртено да не те разберат, да не И сватат. подобро да се не разбереш што разбравме. зборуваше. Се разбравме. Докторе, дали вашата сегашна сопруга успеа да ве смени или вие се сменивте? Па, не знам дали ме смена до непрепознатливост, ама ме сменила сигурно. А и годините менуваат. И така, други се, интересите, друг начин на живот. Ја, кога ќе дојдам овде, сега си кажам, што не си останав дома, да си лежам. Интересно е, мислам, друштвото. Навистина, значи, почна да не ми се оди на тенис. Да. Да не зборам за други работи, ни на крај памет не ми паѓа, така да се сменува со годините. Меѓутоа, еве ќе кажам, како што нема идеален маж, не треба да бараме и идеална жена. Ми текна на две песни наши од Охридско. Да не сгрешам, да не се одбитала, пошто некојаш ми викаат од Ресен, не од Охрид, а значи од Јужно. Нема Која песна? Едната е Ти си моме идеално. Да, Охридска е. Да, викам ова е направена пред да се земат. Така. А другата Охридска е решив да се женам. Кај што он бара убавица од богат род. Сој, така. Род, да знаела да чита, да рецитира и пијаното да пишти под нейните раце. И така, и после оди вака, од првин беше ангел, ангел на овој свет, од ангел се претвори вистинска сатана. И сега покажи што е тоа сатана. дека треба да Почнал да носи прекинеме. шапки, да оди по кафани и така натаму. Значи, треба сродни души, да не сек тој што бара идеален маж, идеална жена, или ќе има многу разочарувања, или никогаш нема да биде во врска. Тоа е моето искуство. Тоа значи пред да се земат им ја пуштаме оваа песнава. Да. За Да се секој свесни случај, каде влегуваат. Да се свесна, така е. Сега кога сме кај песни, кај стари и така натаму, значи ние имаме и во нашава емисија народни поговорки и пословици, кои што многу ми е интересно да ги читаме и да ги демантираме, заради тоа што старите имале право некогаш во тоа што го зборуваат, ама некогаш и не важи тоа за ова време. Така да ќе извлекуваме пословици и поговорки и чекам ваш коментар. Може?
Еве го овде, овој волшебен сад со народни мудрости, поговорки и пословици, кои што вие ќе се извлечете сега по една и ќе ја заеднички ќе ја издискутираме, ќе искоментираме слободно, не знам каква ќе се падне и за мажи, и за жени, и за све. Да не почнам да филозофирам. Ајде да не почнам. Да, извлечи. Сакате да станувате или еве може Суперменов да прелета и да одлета до Прилеп? Треба да ја отворам или На сите даjem ги, така најдобра. Значи, нашите драги пријатели од Меркур, на крајот, кој ќе биде најдобар во својата изјава, ќе го наградат. Јас ќе земам тогаш 3. 3, за да имаш 3 награди? Дајте ми јас да извлечам. Ајде да видиме. Многу убаво, браво. Што се така викаат, каква енергија имаш, така ќе ти се падне. Нешто филозофија Како ги не? падне. Не знам што, Не, не вистина знам. тоа. Ајде, не си задоволна ти од твоето. Имаш прва право да прочиташ. Повели. Што Извини пишува? секунда, моето кај е, уствари. Еј, Ајде, земи го ти Само мојот, тебе дај ми таква мене може. ново. Таква поговорка само тебе може да се падне. Без зборови. За да Без не зборови. филозофирам многу. ајде, повели. Можно, е. Девојките мислат на брак, ама жените мислат на љубов. Аха. Ајде кажувам. Мажените или мажите? Мажените. Мажените. А, мажените. Се мисли мажените девојки. Девојките мислат на брак, ама жените мислат на љубов. А пред брак нема љубов? Не знам. Кога ќе се омажиш, тогаш ќе ја прочиташ. Може така? Ајде. Да, Докторе, повелете што се падне. Жената го носи мажот на лице, а мажот ја носи жената на кошулата. Точно. Ова би било... Добаја. Јас и на работа сум бил со многу жени, 90% биле жени. Сум бил бидејќи сум во пензија за кој ќе се мито емисија ќе бидам, иако не сум уште некој ден. Значи, и од нив многу сум научил. Они може да познаат кај други жени дека е среќна, дека нафатила дечко, дека е заљубена, дека се менуваат во лицето. И тоа и секогаш погодуваат. Па јас сум научил да некаде да погодувам, јака многу не. Така? А мажот ако се мисли на дали испегла на кошулата, да. Тоа е факт. Значи, дали му е арна жената, по кошулата се може би не познава. е живот сегашно време толку многу како порано. Оти има растегливи материјали И за тоа е тоа. народна поговорка, порано било ова закон, да. Да. Се знаело, мажот излезе со изгужена кошула, жената е крива. Жената е крива. Сега баш не е така. Сега и мажот не е мора да е така. Добро. Тоа е. Ајде, Елена. Кога жената е добра, куќата блеска. Кога мажот е добар, жената блеска. Ова е слично. Тоа е тоа. Да. Ова е сличност. Да. Си држи вода. Многу убава поговорка, многу вистинита и јас имам да кажам дека среќната и задоволна жена секогаш блеска и најголема инспирација за да биде домот чист е да си среќен и задоволен, па за да го исчистиш. Така ли? Значи, жената, нека ти блеска жената за да ти блеска домот, иначе ако не ти... Инаку Ако ништо не нема се да ти потруди- блеска. Ајде да видиме што. Јас уште не би знаел за овие работи. Ајде, Малку следната ќе сезона научиш. кога ќе дојдеш. Кога жената купува машка кошула, таа е заљубена. Кога ја пегла, тогаш е мажена. Ако пее во исто време, тогаш е и првото и второто. Убав муавет. И за ова не би знаел да кажам се уште. Елена да прашаме. Пееш кога пеглаш? Па во последно време ги пеглам само лиштата на децата, така да. Така, добро е да се знае. Ќе ни кажеш ти дали ќе пееш кога ќе пеглаш, тоа кога ќе се омажеш. Сигурно ќе пеам. Да, И ќе сега пееш, пеам, а? Значи така ќе да. бидеш сретно маже. Така е. Сигурно, Ајде, мене тоа тоа што ми сигурно ќе се бидам падна, сретно ако сакате заедно ќе го искоментираме. Жената е како зима. Добрите страни и се гледаат, а лошите се чувствуваат. Да. Да. Како зима. Јас Снежана се викам за тоа. Да. За тоа ми се падна, добро. Одлично, задоволна сум од вашите одговори. Фантастично искоментирани поговорки. Продолжуваме понатаму за некако да ја заокружиме нашата тема. Значи, одиме на бајките. Викаат дека бајките прават многу поголема штета отколку корист на жените, затоа што се нешто не воспитуваат дека ние мора да чекаме некој принц. Ни прават ли голема штета? Супермен. Нема во приказните Супермен, ама
Што мислиш? Дали нас жените генерално ни прават проблем, ни прави проблем тоа идеализирање дека треба да дојде принцот, па се случува да не дојде со коњ, па се случува само коњ да дојде. Сега скоро на еден настап баш го коментирав на сцена младата. Ајде. Темек нешто се чека коњот на бел принц. Коњот на бел принц. Принцот на бел коњ, ама уствари некојаш доаѓа коњот на бел принц. Сега, разликата е што принцот кога ќе ти дојде на бел конј, ќе ти биде принц, ќе ти биде убав, ништо нема ти работи, ама кога ти дојде коњот, може да товараш, може да си работиш, да си Да го користиш за други работи. милион други ствари, така што сето то си има. Да, мислам дека малце штетат тие бајките со тоа, ама не е нешто што сепак се тие претежно за деца и потоа луѓето сите животот некали понатаму, така што мене на пример или на тие што ги познавам никогаш не му направиле проблем. Денешницата не знам како. Добро, сега принцот Младите. генерално треба да дојде со некој автомобил. Да, Нели, дефинитивно. принцот у црна кола, принцот у... Он не доаѓа со еден конј, со 75 коња. Со 80 коња. 200 Така да, со коња. 200 коња, колку и да се. Какви 85, тоа е... Доволно 85. Не, тоа слава. Слава, дајте 200 нешто нешто. поголема ергела. Мислам 150 минимум. Јас идам со 85 се овие нај. Јас идам со 70 на коњи. Добре, тоа е. Доволни си. За мене барем Не е се за доволни. принц, сакам да Значи, кажам. твојот совет е и да дојде принцот и да дојде коњот и пак треба да се прифати. Исто е. Ја? Што вика зависи. Алексинија? Вика исто е. Не! На кој како ќе му се погоди. Еле, Поентата е сите треба бидиме задоволни со тоа што ќе го имаме во животот. со тоа каква приказна ќе си прочитаме. Еле, Па, направат ли корист или штета бајките? Па, видите, јас се пронајдам во ликот на Пепелашка. Ти значи за кондурата си поише. Ти чекаш кондура Така некоја. да, јас и сум вредна по дома, надвор си го чекам и си го барам принцот, да не покани сите заедно на бал. И така да си ја избере најдобрата. Добро. Исто има една приказна која што вика, нели, дека мора да се бакне жаба. Не Васко жабата. Нели? Мора да се бакне жаба, па не еднаш, па не два пати, па не три пати. Се истражувало дека вкупна жената треба да бакне едно 15 жаби пред да дојде принцот. Колку си бакнала до сега? Да броиме. 15 пати ако бакне ќе се навикне, веќе ќе мисли дека... После нема да биде гадлива. Дај жабата. Може и па. Затоа иди после принцот, пошто не е битно кој е. Така ли? Добро, ќе ми одговориш или не, ќе си го чуваш за себе? Немам одговор на ова. Немам бакнато жаба. Нема. Добро. А принц? Има. Да. Да. Со колку коња? Ајде, Алексинија, ти колку жабички до сега имаш бакнато? Жабчиња, не знам, од Прилеп, од Битола, од Скопје, различно ли крекаат тоа жабите? Прашувам се. Мислам дека во Прилеп најдобро крекаат, признај. Жаби, не треба да се бакнуваат жаби, треба да се чека принцот, а секогаш се, ако имаш добар детектор, се лоцира и од принц на принц. Нема жаби тука, нема простор за жаби. Посебно па принцеза, ако се сметаш таман работа жаби Тамана? да се плеткаат. Значи идеш принц на принц, не се спушташ на ниво на жаба, добро. А битно ли е од каде е, дали од Прилеп или од Битола? Не. Не е битно? Не. Регистарска битно. табличка не ја гледаме на жабата на принц. Каков човек е, не каде. Човек е. Секаде има лоши и добри луѓе. Добро, имаме сега брзи прашања, затоа што Елена на почетокот кажа дека е најбитно да се препознае различниот маж, односно оно идеалниот по манирите. Така да сега, ајде ќе им помогнеме и на гледачите, оние што не се мажени, што се во потрага, или оние кои што сакаат да го сменат мажот. Да, видиме како да препознаат по манирите и по однесувањето, значи дека некој е подобен за женачка, за свадба, за удаја и така натаму. Ми одговарате со дали да го откачите или не, односно со да и не, доколку сте на почеток на врска. Значи, вие мажите како да ги советувате девојките, а вие слободно одговарате, например, сте на почеток на врска и што треба да направите. Ајде. Ако мажот на почеток на врска ти се обраќа со срце, душо, маци, дали да го откачиш или не? Нека се лигави. Не, да не го откачи? Нема. Добро, да го откачи или не? На почеток ти вика, да не го откачи, добро?
Па зависи колкав е изборот, ако е само тој, нека почнете. Да го држиме во резерва. Не можеш да знаеш. Нека мачкаме се малце. Да го откачиш или Да му не? дадеме шанс. Не, да не го судиме. Прво, не може да се покаже во вистинско светло на самиот почеток, така да На почеток ти мачка, маци, На душо, почеток мила. сите глумат, тоа е Така да го мажи оставиме, жени. Да го оставиме. Добро, продолжуваме понатаму. Значи, на почеток на врска сте. И повеќе од 2 пати вика дека си го заборавил новчаникот дома. Да го откачи или не? Од тебе ќе почнеме, Поликсенија. Повеќе од 2 пат, Да, да, заборава да. овчаникот? Да. Значи првите 2 пати ја растеар, веќе трет пат. Да го откачи. Е навика. Значи, тоа бре. Ајде. Да, Да го откачи. да. Да го откачи. Да го откачи, бре, Дефинитивно. цицијата. Тра мене ќе ме заборави некаде од 4 пат. Слушај сега ова. Бара да го деактивираш Инстаграм профилот и социјалните мрежи, да го откачиш или не? Гаси го одма. Автоматски. Автоматски. Да. Автоматски, бре, не се Подитно. дава ни социјална мрежа. Апсолутно. Да го откачи. Откачуј тоа, добро. Кога го бараш, не крева на почеток на врска си, значи го бараш и не крева и се некако се јавува во некое сомнително време. Да го откачуј или не? Да. Зошто? Зашто не крева? Да го откачи? Да, да. Мада ова претходното Инстаграм не е толку лошо што човекот одма бара. Ја, од лично искуство. Да си ја заштити. Не, од кој ќе влезете у брак, после ако бара, После. тоаш нема кај да бегаш. Секако си... Тоа е најлошо. Претходно Ако се нема каже на врска. почеток, Да, ако може. кажем, ако знаеш што кого си имаш рада, ако успее да скрие и после те фати тесно. Добро е. Така да не е толку страшно што човекот бара. Многу мудри одговори, Бар се докторе, искрен. браво. Да. Па да. Ајде, значи што рековме? Ако не крева и се Ако јавува не во крева, некое сомнително време, да го откачуе. Ептен, ако на почеток може да се станува збор за некој надразбираен проблем што не го знаеме. Леле, мори многу го правдаш. Ова знаеш што треба да значи? Треба да значи дека има паралелна врска и не ти крева или може женете? За еден месец тоа ќе се види. Сега, на почеток толку ќе ја думаш. Ле, на тоа алудирав. Добро, значи, да го откачи. Океј, ајде. Значи, одиме вака. Нема високо образование. Да го откачи или не? Не. Не, да не го откачи. Не. Не? Не. Не, таман работа. Не е мерило. Не е мерило. Добро. Ништо не е мерило. Добро. А ако на првите состаноци те распрашува за бившите, да го откачиш или не? Не. Не? Не. Ако е разговорно, Да. нема потреба што. Дали прв Едноставно е заинтересиран. Како е заинтересиран? Нели Со кого вика, си има работа? не се открива за бившите ништо не треба да се збори, докторе? Па не знам, има правило ако мажот или жената ти збори повеќе од 15 минути за бившите, тогаш треба да откачиш. Овде може да се почека. Обратно го потврдиш ја. Добро. Ако и самиот без да го прашуваат збори или самата зборува за бившите, треба да се откачи. И тоа ако трае повеќе од 15 минути дневно. Со 15 минути се топели. Добро. Сега, ако ти ги оговара другарките, Академски ова 15 минути. академски. Ако ти ги оговара другарките, пред тебе ги оговара део, кај Се си нашла сечи со ова. директно, нема За другарките, автоматски сечење. Со кој потек во каратето? Да? Па, ако ти се другарки, нормално дека не сме. Ни Не тој, сме да ги никој оговара. зборува ништо точно. Другарките не ги давам. Треба да ги Добро. прифати. Тоа се лице. Така? И да, треба да го откачи? Викторе, викај да. Викај да, ајде. Да, готово, да, нема. Докторе, да ги откачи? Ќе се воздржам, не можам да кажам. Значи си ги оговарал Така го другарките на оговарал сопругата. Јас не, таму работа. Апсолутно не. Добро, одлично. Мислам дека доволно кажавме и раскажавме. Уште само ова да ми одговорите, ако не напредува во работата и не е подготвен да заработи повеќе, значи, дали треба да го откачи или не? Да му помогнеме да заработи повеќе. Да му оваа па све на сентиментално. Па и треба да му се помогне, Да му се бидејќи помогне, а? секогаш не може со ист интензитет да заработува. Така? Има и падови кога другиот заработува и е помоќен од
Па Така да дефинитивно. тоа не е за раскинување. Да не Зависи причина. дали се труди да Да. најде Не, работа. да не е од тие типови што да ја не ова бира. ќе направам, имам 3 камиони на граница, Да. а во суштина Не, ништо да не биде. ако планираш да градиш врска, треба да се помогни. А ако гледаш дека те мафта времења, тогаш Така, да. Сега тука имате некои карактеристики, односно кои вештини треба да ги има мажот. Сакам по редослед да ги наредите. Значи, кои би се на вас битни по редослед? Значи, гледате кои се. Ајде, да слушнам кои по редослед и после имам една игрица за вас и ќе привршуваме. Сакаш да почнеш по редослед, значи кои ти се најбитни? Да може Ајде. да преживее температура 37,5. Тоа е првата. За Миру Кучи. Добро. тука 99% отпаѓаме. Да знае да пусте, да вклучи машина за перење, Добро. после да знае да ги исперува, Добро. да знае, чекај сега, да е добар со бабата, многу битно, таму поемчиња се собираат, Добро. за имот, за се што треба. Добро. После Прслук или отварач? Пиво без отварач или прслук? Со една нека рака. биде да знае да откопча градник со една рака и после нека со пивото На крај. Да. Реки, Не не пијам мора да пиво. пие, али добро. Види, од лименка добро. ќе биде. Добро. И јас исто така би ги подредила. Исто така? Исто, да. Значи, на крајот Тоа е пиво. Да. прилепското. Да. И да не мора да отвори пиво, али да преживее. Прслук да отвори. Пиво не мора. Прслук да откопча. После пивото. Па ја од таштата на прво место ќе се. Добро е. Имот има за земање, доктор. Да. Не, преска кажа за мир во куќа. А и што се сакаме, нема што. Добро. И не сме ни голема разлика. Може да се дружиме. Колку сме? Се шалам, сега ја 6-7 случи. години. Е повозрастно. Второ, ова секако последно од 37,5. Докторе, како се Трето е преживува, да клучи после ќе машина. ми кажете, слободно ако. Да вклучи машина за перење. Ова зависи чив прслук сега тоа да отвори. Добро. Ако многу пак отвора, ќе прашат кај научи, како нешто. Да, прво тоа ќе прашам. Да не му се Тоа тој падне, што се Кај научи. се падне некој што не носи посла. Добро. Као тој што се вратил од странство и гледа жена му секс многу напреднала. Вика, од кај научи, вика, гледав порнофилми. Ја будало цел живот с фудбала гледам, па не научив да играм. Така има зависи кој. Ако многу го вака го прави, ако му дојде навика, значи дека... Нешто има Да, фатот. не знам ова тука, Добро. не знам зошто го кажа. Идеме со? Меѓутоа, тоа е. Да пегла Отварачот. последно. Отварачот последно. Да. Потоа, значи, пивото не е битно. Ајде. Јас со прслукот би почнал. Да смениме малце, да не видиете. Дека почнеш Да. со прслукот. После бабата ја клаваме обавезно. Да, значи И тој има бабата имот за земање. од прв муавет треба да тргни приказната, иначе ништо не паѓа. Не за друго, Ништо пошто без сум пејач, наследство. И пошто кај пејачите обично одма со предрасуди се влегува. Аха, така И секој да. пат кога ќе влезиш кога ќе изненадиш, чувството е убаво. А би изненадувањето, моментот на изненадувањето го спомни Да. докторот, да. После може да речеме температурата, ајде, Аха. да клајме, да не видиме зона, тип овие пеглање, перење, малце ми се така, Небитни. Не би. како било. А ова со пивото исто на последно, пошто и јас не пијам, така што да си барате некој што не пие. Што не, не си за пивото. Пивото Ти ќе го ништо? отвориш секако, не е Штом страшно. оваа вештинава што е со откопчувањето на прслук да пробаме? А? Дајте прслукот, пуштајте джингл. Да видиме предизвик. Ајде да видиме. И еве се вративме, да не речат, одите по емисии да откопчуете прслуци. Јас одбрав да видам дали ќе се снајдете во отварање на пиво, меѓутоа без отварач. Иако рече не пиеш, може жена ти ќе пие пиво, Не нели? можеш да знаеш, не можеш да Не знаеш, може, истина. значи ќе се обидете мажите, на мажите да им дадам или на жените, да ти дадам тебе да отвориш пиво без отварач. Си ќе го отворам од динает, не дека Од динат ќе го отвориш на кого? Докторе, на вас? Смеам да ви дадам или на Можеш се. на детево, на Суперменов да му дадеме. Држи. сакате. Ајде, чекај. Еве ме. Ако не после имам еден клуч друг.
Добро. Тој или клуч? Чекај, не ви давам ништо сега, прво да видам дали ќе се снајдете. Без да ништо? отворите без ништо, а после тоа имам... Штикла. Ајде, да видам. 3, 4, отвараме пиво без Да не клуч. Ајде. скашиме масата, чао. Не знам. Пробувај. 100% пред Виктор треба да ми... Добро е. Масата- Нема. Па исто ќе пробам. Ама ти Кога препиша. не е твоја масата, можеш вака. Можеш? Ама дома не. Отвори. Да, Видам? готово е. А јас сакав и француски клуч да ви дадам, ама генијално сте отвори. Може да почнеш да пиеш, пошто не ти треба клуч. Јас сакам со овој алатов, значи пошто нели обично може да се отвара и Чуј го со... за прслука. Да, за прслука да го чувам. Но, Да. инаку имате попусти на алатите овие во Меркур, ако сакате да си купите, ако не можете да го отворите прслукот слободно. Да, пошто тебе ти беше Ќе се најбитно. најди, ќе се Пробај. најди. Еве, види како Со функционира. ова се отвара. Со тоа се отвара. Запалка се отвара. Прслук? Не. Не. Пиво. Пиво, да. Добро, Прслук само со вако, со скалпер. И докторите со скалпер. добро. Со една Ќе рака. заврши ова работа. Одлично, Можеш да. со една шак. Одеднаш. Добро. Ви благодарам многу, ние сме веќе на крај. Значи ќе одиме со заклучокот, со подароците и ќе ви се запознаваме. Веќе сме на крај. Време е за заклучок. Еве вака викаат попаметни изгледам. Кога имам наочари, така да време е за заклучуците. Да завршиме и да заклучиме. Генерално, заклучокот сакам да го насочиме кон одговорот на прашањето. Како жените или оние девојките да престанат да ја користат фразата дека аман не можам да најдам, нели? Различен маж, се некои будали ми се лепаат. Промената почнува од нас. Така да, одговорот на прашањето, кажавме претходно како зрачиш, така привлекуваш. Ако ја повториш истата грешка 2 пати, повеќе од 2 пати, значи дека треба промениш став, насока, мислење, начин на приоѓање. Така да, промената е од нас и нема да се користи фразата, затоа што ако сме различни, одиме на различни. Јас мислам дека и маш се наоѓа тогаш кога не бараш. Барем кај мене е така. Јас кога не барам, тогаш ми приоѓа тоа што треба. А дека треба да си сконцентриран, да се насочиш да ти се лепа, тоа не треба да си го дозволиш. Добро, ајде. Совет Јас? Суперменот, како да му се Јас? лепат на Кларк Кент, а на него бараат Супермен? Па прво треба да престанат да веруваат на бајки како социјалните мрежи. Тоа би сам за сите важи, и за машки и за женски. Пошто сите ние живееме моментално во еден лажен свет на тие социјални мрежи кај што сите имат некакви лажни вредности и покажуваат лажна Значи слика жена на не себе. можеш да си најдеш на Фејсбук. Тоа сакаш да И- кажеш? И не треба. Може да пробаш, ама што ќе најдеш ќе видиме. Да, прво тоа. Добро. После како што каже, значи секоја промена почнува од себе, знаеме дека е најтешко. Тешко се прифаќа тоа дека треба ти да се смениш лично. Ама кога ќе го прифатиш еднаш, после многу полесен е животот, така што дефинитивно промена од себе и промена од своите размислувања. Човекот треба да е, мислам, девојките треба да се реални и да си најдат сродна душа. Најде. Значи, Така, не постои вакцинација против. она што кажав мајката што советувала, значи од се да има по нешто. Но нешто ќе доминираме и така. Бара Ама да се- биде во еден маш. Од се Во по еден. нешто во еден Тоа маш. сакам кажам, меѓутоа да не го бара сите работи во еден маш. Не може секој да ги има сите работи, така да најде средината. Се разбравте Јас сега. се разбравме да прекинеме. За крај. Добре, ви благодарам многу. Ми беше огромно задоволство што ве имав за гости. Одлично Благодариме на завршена поканата. работа, значи го отворивте пивото. Ви имавте одлични коментари, така да добивате по еден ваучер од нашите драги пријатели Меркур. Ви благодарам. Значи, можеш да ја предложиш низата Така. слободно, да. Вредносен ваучер, ќе отидете. Ќе си подигнете што ви се допаѓа, значи 5 ни дадовте. За мене 2. Супер. Тоа за принцезата. За мене ми се падна. Значи ќе отидете слободно, ќе
ќе си подигнете она што вас ви се допаѓа, има работи нели за домаќинството и да си ги зарадувате и вашите партнери, меѓутоа има и ваков алат кој што е на попуст, и бормашини, и градинарски алатки, така да верувам дека ќе има со што и вие да се израдувате и сите по дома. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас, драги гледачи. Не заборавајте да ги послушате советите од нашите гости, не заборавајте да коментирате на нашиот Инстаграм профил Нешто конкретно 1 и не заборавајте да не гледате на Телма секоја недела во 17:30. Ве поздравувам. Чао!